токму така денеска имено ќе се одржи свечена академија по повод 70 години од самото основање на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков при УКЕМ и 120 години од објавувањето всушност на книгата за македонските работи. Повеќе детали на оваа тема ќе ни открие, како што напомена и мојата денешна гостинка, директорката на самиот институт Елена Јованова Груевска. Добро утро и драго ми е што сте дел од нашата емисија. Добро утро, чест ми е што можам да се обратам на гледачите на телевизија Телма. Денеска институтот одбележува 70 години од своето основање, 120 години од објавувањето на книгата за македонските работи од нашиот патрон Крсте Мисирков. Всушност, денеска е свечената академија, а следната недела ќе продолжиме цела недела со отворените денови на Институтот за македонски јазик. По повод јубилеот на свечената академија, свое обраќање ќе има председателот на владата, господинот Димитар Ковачевски, и ние сме почестени, нели, што тој смета дека ова е значаен јубилеј, значаен датум што треба да биде одбележан. Потоа нашата музичка звезда Владко Стефановски ќе има концерт, а цело време во институтот од денеска па натаму ќе биде поставена изложбата од академскиот сликар Сергеј Андреевски на тема Кирилица. И всушност, понатаму од понеделник ги очекуваме и сликите од студентите од Факултетот за ликовна уметност, кои што со своите професори подготвуваат исто така една изложба. Денеска ќе проговориме за тоа што се сме направиле во минатите 7 децении, меѓутоа и што не чека, што не очекува. Ќе проговориме за дигитализацијата, ќе проговориме за сите наши изданија за научната дејност која што се одвива сега во рамките на 7 области, потоа дека нашите материјали и сега вака екипирани со нашиот подмладок од минатата година, можеме да одговориме на изработката на еден корпус или на правописен речник, како и на многу други проекти, како што е етимолошки речник на македонскиот јазик. Потоа ќе ги споменеме нашите изданија, тоа се посебните изданија, старите текстови, во кои што меѓу првите во оваа едиција има објавуван од Крум Тошев, првиот директор на институтот, Блаже Конески, еден од основачите на институтот и иницијатор за создавање на Институтот за македонски јазик. Потоа тука е едицијата Јазикот наш денешен и сега веќе 300 писанија, двете македонски јазик и македонистика и третото македоника етимологика, кое што еве деновиве ќе биде промовирано со својот прв број. Од сега па понатаму да се знае од 70 години дека имаме и трето списание. Бележи 70 години, односно е основан 1953 година. Од самото основање па се до сега, кои се оние основни насоки преку кои се остварува самата дејност на институтот? Значи, морам да кажам дека ние во досегашниот период се изборивме институтот да биде единствен овластен субјект за заштита на македонскиот јазик. Потоа, основните насоки е чување, негување на македонскиот јазик на сите рамништа и проучување на македонскиот јазик. Всушност, ние пред се го проучуваме македонскиот јазик и тоа на современ план, тоа е современиот македонски јазик, потоа на лексички, лексиколошки, лексикографски план и ние сме веќе своевидна и единствена лексикографска школа во државата, потоа на диалектолошки план, ономастички, потоа на планот на проучувањето на црковнословенскиот јазик и тоа македонската варијанта на црковнословенскиот јазик и сега најновите две области индоевропеистика и комуникологија во последните година две
Тоа се тие насоките дека македонскиот јазик треба да се проучува на сите рамништа. Ви благодарам многу за сите корисни информации. Ви благодарам на поканата да се обратам. Благодарам. Се надевам беа корисни овие информации, секако е интересен самиот разговор со мојата денешна гостинка, директорката на Институтот Груевска, која што говореше на тема Свечената академија, односно одбележување на 120 години од објавувањето на книгата за македонските работи и 70 години од постоење на самиот институт.